Зошто е толку тешко да се спие на топло време? Како топлината влие на нашиот сон? Е темата на која ќе разговараме во следните минути, а за таа цел ја поканивме специјалистот или експертот за спиење Сања Ѓорѓева, која ќе не советува како да направиме или да спречиме летните ноќи да ни бидат вистински кошмар. Сања, добро утро и благодарам што ја прифати поканата и што ова утро ќе зборуваме на оваа интересна тема и што еве си дел од Ја сакам Македонија ова утро. Добро утро, ви благодарам и на вас многу на поканата. Сега, како експерт, морам на почетокот да те прашам, дали имаш ти проблеми со спиењето во овој летен период или во жешко време? Ова лето, зашто не можам ни да го наречам како целосно лето, се уште е малце посвежо, можам да кажам дека е се уште добро, зашто навечер уште не е толку висока температурата како претходните лета. А добро, дали овие промени кои што се да речеме, еве синок имавме во Скопско и невреме, значи електрични празнења, облаци, колку овие промени влијаат на нашиот сон? Влијаат, меѓутоа не кај сите. Влијаат повише кај луѓето кои што и онака имаат проблеми при промена на време, кај нив секако влијае. Или не можат да заспијат, или па премногу долго време спијат, така да секако ќе осетат промена. Така. Ајде со почеток. Како топлото време влијае на нашиот сон? Дали тоа го продолжува или го скратува нашето спиење? Вака, значи, ќе започнам малку да ја објаснам биологијата на спиењето, за да сватиме зошто уствари во текот на летото најверојатно и помалку спиеме и почесто се будиме. Како нормален дел од циклусот на спиење, пред да заспиеме навечер, телесната температура почнува да се намалува. Значи, тоа во телото почнува да се случуваат одредени функции меѓу кои за припрема на спиење. Една од тие работи е намалување на температурата. Тоа е поврзано со циркадниот ритам кој што го регулира нашето будење, заспивање, расположение, јадење во текот на денот и други телесни функции. Циркадниот ритам, од друга страна, е контролиран од повеќе клетки во мозокот, кои што ги нарекуваме циркаден часовник. Во текот на денот, кога ќе почне да се разденува, односно, преку зеницата на нашето око му дава сигнал на циркадниот часовник дека е ден и телото почнува да се буди. Тогаш почнува да се зголемува хормон кортизол, кој што не прави поактивни и плюс почнува да се зголемува телесната температура. Телесната температура на човекот од прилика во текот на денот за да биде активен е околу 37 степени. Навечер, кога ќе почнеме да се припремаме за спиење, повторно преку зеницата, циркадниот часовник добива сигнал дека е сега време за одмор, за спиење. Почнува да се лачи мелатонин, тоа е хормон на спиењето, и покрај мелатонинот почнува да опаѓа телесната температура кај нас. И сега во летните часови, опаѓањето на телесната температура е малку потешко, затоа што е топло. Посебно ако спалната соба на нас не е топла, не може телото едноставно се бори, не може целосно да ја намали температурата. Или може да се случи ние да заспиеме, меѓутоа првите две фази од спиење се фази во кои што најмногу реагира телесната температура, што значи дека во првите две фази, ако поради надворешно влијание телесната температура почнува да ни се качува, автоматски телото добива погрешен сигнал дека е време да се разбуди и ние ќе се разбудиме. А самото тоа после ни е потешко или ни оневозможува да влеземе во другите две фази на спиење, а другите две фази се уствари најважни за нас, за да бидеме наутро одморени. Во тие фази се прави регенерација на ткиво, имун систем, целиот одмор се случува во трета и четврта фаза. А ако во текот на летните часови, ако е многу топло, ние воопшто не можеме да стасаме во таа фаза или многу кратко време поминуваме таму. А може ли да се случат или да се поврзат спиењето летните горештини со појава на ноќна мора или на таков сон? Или нема некои истражување дека ноќната мора баш тогаш се појавува, меѓутоа да, поради тоа што е веќе нарушен сонот кај луѓето и луѓе кои што и онака имаат несоница и страдаат од несоница, секако може да се случи да се зголеми затоа што секако во летните часови е повеќе нарушен сонот и онака кај луѓе кои што имале нарушен сон. Покрај температурата и самото тоа што многу покасно се стемнува, што значи дека нашето тело многу покасно добива сигнал дека треба да се почне да почне тој процес на успивање на телото на еден начин, а работните обврски остануваат исти, наутро се будиме во исто време, што значи дека ние си го кратиме сонот, а кога го кратиме сонот, ние го кратиме квалитетниот дел на сонот, ја кратиме длабоката фаза на сонот. И тоа е најголемиот проблем и затоа многу често кога збориме дека треба да
се спие минимум 8 часа, за да можеме да ги поминеме сите 4 фази на спиење, зашто ние ако спиеме 6 часа или 5 часа, уствари многу кратко време поминуваме во другите две фази кои што се најважни за нашето тело и за да бидеме одморени. Накусо само како влијаат тие, немајќи ги тие две фази на нашето психичко и физичко здравје? Многу негативно. Значи, прво сме цел ден уморни, влијае на нашето расположение, директно влијае на здравјето, зголемување на срцеви заболувања, главоболка во текот на денот. Значи, има директни последици врз здравјето на човекот. Така што сонот е исклучително важен за обновување на ткива, на имуниот систем, подобрување на сите тие функции во телото се важни и се случуваат во длабоката фаза на спиење. Да, и важен е нели за растот на децата, ќе проговориме некаде конкретно ова. Која е оптималната температура најдобра за спиење меѓу 19-тиот и 23-тиот, 4-тиот некаде степен, нешто што не може во овие топли денови да го постигнеме? Тогаш што би не советувале? Да, отприлика меѓу 19-тиот, дури и кај некои луѓе се препорачува кои што сакаат да спијат ни поладно помеѓу 15-тиот и 19-тиот степен. Иако тоа делува ладничко, меѓутоа за телото е пријатно и убаво. Постојат неколку работи што можеме да ги направиме за да си помогнеме во летните часови. Пример, наутро, уште при самото изгревање на сонцето, кога да ги затвориме ролетните или да користиме завеси за затемнување, за да ја затемниме во текот на целиот ден, спалната соба да биде темна, а да ги отвориме завесите навечер пред легнување. На тој начин ќе спречиме многу затоплување на собата. Например, може да користиме вентилатор. Иако сите користиме дома клими, вентилаторот малку подобро помага во побрзо циркулирање на воздухот и побрзо вентилирање буквално на воздухот. Така да вентилатор во собата може да се користи. Непосредно пред спиење е убаво да се истушираме, односно да се избањаме, меѓутоа со жешка вода, со топла вода, а не со ладна како што ние би сакале. Зошто е тоа така? Затоа што кога ќе излеземе од бањање, во кое што сме користеле топла вода, во самата атмосфера во собата, телото почнува да ја намалува температурата побрзо. И на тој начин полесно ќе му дадеме, значи да не биде непосредно пред легнување, меѓутоа пола сат пред спиење апсолутно може да искористиме туширање со жешка вода. Вежбање да се избегнува во ноќните часови. Вежбањето во текот на денот е и такако важно за здравјето и го подобрува сонот. Али ако навечер вежбаме пред спиење, на тој начин ја зголемуваме телесната температура. А ние треба да правиме се само за да ја намалиме телесната температура, односно да му помогнеме на телото да дојде до таа температура која што е идеална за спиење. Друг совет исто кој што многу често луѓето го користат, замрзнување на навлаката на перницата. Некаде прочитав тоа се вика египетска метода, египетска метода, да, меѓутоа на многу луѓе им помага и вака со луѓе што соработуваме, навлаката од перницата се става во замрзнивач, се замрзнува и пред да се легне да се спие, се става, значи ја оладува перницата, се оладува местото на спиење, се лади местото на спиење. Кога сме веќе кај перницата, многу е важно да на какви душеки перница спијат, зашто има на пример одредени душеци кои што се направени со густа HR пена, густа мемори пена, дополнително го загрева местото на кое што спиеме и дополнително го вжештува нашето тело. Значи многу е важно да се користат душеци со голема циркулација на воздух, со материјали кои што ќе помогнат во оладување на еден начин на телото. Постелнината, пижамите, сето тоа е важно да се внимава, да се користат материјалот така кој што ќе биде лесен, претпоставувам ќе упива потта која што навечер. Кога станува збор за жешкото време, после изгледа дека и не постои положба најдобра за спиење во топлите жешки времења. Не постои апсолутно, секој треба да се најде својата положба и да најде начин на кој што најдобро ќе спие и начин кој што на него најмногу му одговара. Дури и за пижамите, некој сака да спие со по тенки пижами, меѓутоа некој сака во спавача, значи буквално секој да си најде начин кој што за него е пријатен за спиењето. Кога сме кај технолошките достигнувања, ве ја споменавте вие климата, дали е правилно или не е правилно да се спие со уклучен климауред? Тука има многу дилеми. Од една страна климата многу ни помага во ладење на воздухот, меѓутоа од друга страна си носи своји последици. И најдобро би било да е без клима, меѓутоа во простории каде што е премногу жешко апсолутно мора да користиме клима за да се олади. Но да кажам идеално би било да се олади собата пред легнување, да се пушти клима, да се олади убаво собата, па после кога ќе легнеме или да ја намалиме или да се исклучи. Така, а спиењето гол и тоа некаде прочитав дека се препорачува или не се препорачува? Тоа многу влијае од луѓето. Значи има луѓе кои што сакаат и се чувствуваат пријатно и им е убаво кога спијат голи. Има луѓе кои што не го можат тоа, така да дефинитивно е повише индивидуално, меѓутоа кај многу луѓе им помага и спиење голи. Да. Споменавме, но еве
повторно ќе прашам, дали вруќината може да влие на она што го сонуваме? Споменавте дека не постојат такви истражувања, но немирот во сонот и оние две фази кои што ги споменавме го нарушува. И го нарушуваат. Апсолутно го нарушува многу сонот, предизвикува почести будења, почесто шетање низ станот или куќата, значи дополнително влијае врз нарушување на сонот. Така. Специјалисти или ваша област на поголем, ке речем, интерес се новороденчињата и бебињата. На нивната возраст, посебно новороденчињата, се уште немаат терморегулација во својот организам. Што советувате како да се справиме и онака е тешко новороденчињата да се заспијат, па верувам дека дополнително топлото време ќе им ги усложни на мајките и на татковците проблемите. Дефинитивно и кај нив многу истото важи, значи да се олади дефинитивно собата пред самото легнување. Не треба овде да се користи клима, кај бебиња знаеме дека може да влијае негативно, меѓутоа да се олади убаво климата. Од друга страна, кај бебињата исто не треба премногу да ги облекуваме на спиење. Значи буквално како што се чувствуваме ние, така треба и нив да ги облечеме. Многу често се прават грешки каде што повеќе нив ги облекуваме отколку што ние самите, па користиме плус кевенци или органче или летна прекривка, а ние спиеме цела вечер откриени затоа што ни е жешко. Често и на нив им е жешко, ама не знаат на стола да ни го кажат. Па треба ние да бидеме свесни и да ја намалиме температурата или да направиме идеална температура во која што е во ред да ги облечеме како што и ние би се облекле, али како што ние се чувствуваме во собата, така се чувствуваат и они. Претпоставам дека температурата во таа соба треба да биде иста како што и бе околу 19 до 21 степен идеално. Така. Сања, има уште нешто што можеби е важно да додадеме во овие летни месеци како би си го улесниле сонот? Значи, овие работи кои што може да се практикуваат дефинитивно кај сите. Сега колку и да кажам дека тоа што покасно се стемнува, ни го отежнува спиењето, мислам неблагодарно е да им кажам на луѓето легнувајте сите во 10 часот. Едноставно многу ретко кој тоа го прави, меѓутоа посебно оние кои што стварно имаат проблем со несоница, многу е важно да направат одредени работи кои што ќе им помогнат. Па макар и тоа да значи легнување секоја вечер во 10 часот наутро, затемнување на просторијата на дневната малку порано, зашто сега се стемнува многу касно, малку порано да се затемни, да не се гледа телевизија непосредно пред спиење, па и час време пред спиење, да се исклучат телефонски уреди, телефоните, да се чита книга, малце да му дозволиме на телото да се релаксира, да се опушти за да може полесно да заспие. Препорачувате да се користат суплементи, бидејќи гледам дека на природна база може да се купи во аптека и мелатонин, оној хормон кој што го споменавте, кој што ни помага во спиењето. Препорачувате да се земаат такви? Значи, немам ни против, ниту пак сум за. Затоа што се уште не постои јасно истражување дека, например, за природните суплементи зборам, дека реално влијаат. Повише јас би рекла дека можеби психички влијае кај човекот, затоа што еве кај некои бебиња кај кои што се користат мелатонини и природни суплементи не помага многу во спиењето. Кај возрастниот можеби психички ќе помогне, па можем да кажам и дека голем дел од проблемите со спиење кај возрастните е психата. Така што ако тоа им помага, мелатонинот земање апсолутно може. Меѓутоа секогаш кога се суплементи, дефинитивно да си разговараат со доктор, да им ги препишат и да им кажат што е погодно за нив. Така. Сања, ви благодарам што одвоевте време ова утро, што ги споделивте овие важни, ке речем, совети, имајќи предвид дека сите во овие топли денови се мачиме како да заспиеме, како да си оствариме мирен сон, за да бидеме и поздрави, и ведри, и насмејани секој утро. Така е. Ти благодарам, Иван, многу на поканата и драго ми е што вака зборуваме за спиењето, да ја дигнеме малку повише свеста за важноста на сонот. Благодарност уште еднаш. Се гледаме секако на други теми и повторно. Тоа беше Сања Ѓорѓиева, експерт за спиење. Зборувавме малце како топлината влијае на нашиот сон.